Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши најави дека оваа недела ќе се одржи состанок и со добавувачите и производителите, на кој ќе се разговара за намалување на цените на основните прехранбени производи, што беше и целта на минатонеделната средба со трговците. Дурмиши истакна дека ќе се анализира фактура по фактура секоја цена од 74 групи со 600 до 700 основни прехранбени производи кои се дел од потрошувачката кошничка. Анализата опфаќа околу 600 до 700 производи кои се дел од потрошувачката кошничка или 74 групи на основните прехранбени производи. За секој производ ќе се анализира целиот зинџир на снабдување од набавната цена кај производителот до продажната цена кај трговецот. Ќе биде опфатено и нормално и дистрибутерот. Дурмиши потсети дека за време на претходното ограничување на трговските маржи во периодите на празници, трговците, знаејќи кои производи најмногу се трошат, ја зголемувале бруто профитната маржа и до 20 до 30%. Според него, сегашните првични контроли покажуваат дека бруто профитната маржа изнесува од 5 до 10% и дека нема драстично зголемување. Временските периоди кога имавме празници, во тие временски периоди, трговците, знаејќи дека кои производи точно се потрошат повеќе, одеа на тие производи и ги зголемија маржите. Бруто профитната маржа, односно одеа до 20 до 30%. И ние таму имаме механизми. Имаме административни механизми, нели донесовме ограничување на цените поради тоа што пазарен инспекторат ни известуваше дека одредени производи и тие производи што се трошат на тие временски периоди се зголемуваат маржите од страна на трговците. Во извештајот за работата на Министерството за економија и труд, Дурмиши нагласи дека една од главните обврски била заштитата на животниот стандард на граѓаните. Тој ги посочи мерките насочени кон стабилизирање на пазарот, меѓу кои ограничувањето на трговските маржи и воведувањето на потрошувачките кошнички, со цел да се намали притисокот врз семејните буџети и да се спречат неоправдани ценовни шокови. Сепак, според него, долгорочната стабилност не може да се обезбеди само со интервентни мерки, па затоа фокусот сега е ставен на стратешка стабилизација на пазарот преку континуирана координација со институциите, регулаторните тела, производителите, трговците и стопанските комори.